Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе продолжиме со проучувањето на Старозаветната книга Изреки. Претходниот пат стигнавме некаде до средината на глава 5. Главната тема на оваа глава е сексуалниот живот на младото момче, но сепак советите кои ги читаме во неа се однесуваат на сите луѓе, без разлика на нивната возраст или пол. Преку овие стихови, Бог ни нуди квалитетно сексуално образование. Всушност, изреките во оваа книга се дадени во форма на разговор што родителите го имаат со нивниот млад син. Тие сакаат да го подготват да знае како да се соочи со предизвиците во светот и покрај другото го предупредуваат против тугите и неверните жени. Слушнете како е опишана туѓата, односно неверната жена во Изреки 2.17. Го остава пријателот на младоста своја и која го заборава заветот на својот Бог. Секој човек треба да се пази од луѓе кои се водат според такви вредности. Ако тргнете по нивниот пат, сигурно ќе дојде момент кога ќе зажалите за тоа. Светоста на бракот. Во стиховите кои ќе ги обработиме денес, родителите го поучуваат синот за светоста на бракот и му даваат до знаење дека Божјата волја е сексуалните односи да бидат ограничени исклучиво по контекстот на бракот. Ќе ги прочитам следните 3 стихови. Пи од водата на твојот извор и од онаа што извира од твојот кладенец. Нека не се разлеваат твоите извори по улицата, водните потоци по плоштадите. Нека ти припаѓаат тие само тебе, а не и на тугинци. Со други зборови, потомството на мажот треба да дојде од неговата сопруга, а не од други жени. Продолжувам со читање. Благословен да биде изворот твој и утешувај се со жената на својата младост. Нека ти е мила како кошута и како срна драга. Нејзините гради нека те допираат во секое време. Со љубовта нејзина насладувај се постојано. Божјиот збор многу јасно не учи дека сексуалните односи треба да бидат осветени и да се практикуваат во контекстот во кој Бог ги има замислено. Постоеше време во западниот христијански свет кога за овие теми речиси и воопшто не се разговараше, бидејќи се сметаа за табу тема. На некој начин, луѓето како да мислеа дека е погрешно да се зборува за сексот. Но забележете дека дури и во Библијата, Бог ја отвара оваа тема и ни кажува како треба да ја пристапиме. Знаете зошто? Бидејќи бракот и сексуалните односи на луѓето му се важни на Бог. И затоа тој има цел да не поучи за овие нешта. Христијанскиот брак треба да биде слика на меѓусебниот однос на Христос и црквата. Тоа е учењето на Новиот Завет и сметам дека тоа е највисокиот можен стандард во однос на бракот. Ако сме отворени, верувам дека Бог има многу да не научи за овој дел од животот. Затоа сметам дека во црквата и тоа како треба да се зборува за бракот и сексуалните односи, бидејќи голем број луѓе кои се нарекуваат христијани, потврлуваат во овие нешта. Ако во црквата почнеме да зборуваме на оваа тема, мислам дека тоа првенствено ќе резултира со покаяние, а потоа и со желба за светост. Не ме сваќајте погрешно. Не велам дека луѓето смеат да живеат како сакаат само зашто во црквата речиси и да не се зборува на овие теми, но сепак сметам дека црквата треба да се грижи и за тој аспект од животот на верниците. Слушнете што пишува во посланието до Евреите 13.4. Бракот да се почитува од сите и брачното легло да се пази неосквернето. Бог го воспоставил бракот и како таков, бракот најдобро може да функционира во контекст на неговата волја. Од друга страна, истиот овој стих продолжува и вели, а блудниците и прелюбниците ќе ги суди Бог. Пред многу години работев како пастор во една локална црква. Еден ден ми пристапи човек, чии детали не сакам и нема потреба да ги откривам, и ми каже дека планира да ја напушти сопругата. Тој имаше многу фина сопруга и добро воспитан син, но одлучи да ги остави за да живее со друга жена. Патем, човекот беше член на нашата црква. Не сакам да навлегувам во дебата дали беше искрен христијанин или не.
Во тоа време бев млад и немав влакна на јазикот. Му кажав дека тоа воопшто не е во ред и дека е грев во Божите очи. Изнервиран, стана од столот и ми рече: "Што сакаш да кажеш со тоа, дека не сум спасен?" Му одговорив: "Нема да зборувам за таа тема, но сакам да бидам искрен со тебе и да те соочам со вистината. Ако сметаш дека си Божјо дете, мораш да знаеш дека во моментов се однесуваш како дете на сатаната. Ако навистина си Божјо дете, верувај ми дека Бог сериозно ќе те дисциплинира за тоа што сакаш да го направиш. Не велам дека ќе ти го одземе животот, но можеш да бидеш сигурен дека ќе имаш мизерен живот." Човекот ја напушти просторијата и не се сеќавам дали пак го сретна во животот. Воопшто не ми беше мило што нашиот разговор тргна во таква насока, но моја задача и одговорност беше да му кажам што Бог мисли за разводот. Неколку години подоцна, додека разговарав со една личност, слушнав дека тој човек и неговата нова сопруга постојано се расправаат и бракот не им е успешен. Ми беше жал за тоа, но воопшто не бев изненаден. Во 1 Петар глава 3, апостолот Петар пишува за меѓусебните односи на мажот и жената и заклучува дека, ако во бракот нема единство и љубов, тогаш тие нема да можат да имаат длабоко заедништво и со Господ Бог. Од моето долгогодишно искуство како пастор, можам да потврдам дека зборовите на Петар се вистинити. Од друга страна, кога еден маж и една жена имаат љубов и доверба еден во друг, тие можат да се молат заедно, да се сакаат, а и да им служат на другите. Во такви услови нивниот брак представува добра слика за односот на Христос со црквата. Забележете што пишува во стих 21. Зашто патиштата на човекот се пред очите на Господ, и тој ги гледа сите патеки негови. Ова е навистина интересен стих и е добро подсетување дека во се што правиме Бог не гледа и ги знае нашите мисли, зборови и дела. Ке споделам еден пример поврзан со овој стих. Пред некое време се најдов во друштво на тројца луѓе, од кои двајца беа проповедници. Додека разговаравме, третиот човек кажа некој вулгарен и срамен збор. А потоа, кога дознав дека сме проповедници, почна да се извинува. Му одговорив: "Не грижи се за тоа што ние те слушнавме како ги кажуваш тие зборови. Ние сме обични луѓе, како тебе, но тоа за кое треба да бидеш загрижен е што те слушне и Бог. Тој го слуша секој твој збор и го гледа секое твое дело. Во Библијата пишува дека патиштата на човекот се пред очите на Господ." Се надевам дека ја свати поентата на тоа што му го кажав. Забележете што пишува во следните два стиха. Беззаконикот го фаќаат неговите собствени беззаконија и врските на гревот негов го држат. Тој умира без да биде поучен и поради големото свое безумие загинува. Бог вели дека доаѓа ден кога секој ќе треба да даде отчет за својот живот. Тоа е судниот ден, кога секој ќе ја прими наградата или казната за своите дела. Што мислите, како ќе поминете вие на судниот ден? Ќе добиете награда или казна? Глава 6. Доаѓаме до глава 6, по која се опишани неколку принципи кои имаат важна примена во бизнис светот. Сметам дека овие принципи се применливи за секој, без разлика дали станува збор за луѓе кои веруваат во Бог или не. Овие совети се дел од Божјата мудрост која е дадена на сите луѓе, без разлика дали тие го признаваат неговото постоење или не. Например, еден од советите кои ги читаме во оваа глава е следниов: немој да соработуваш со луѓе кои не ти се познати. Знам дека таа мудрост е многу едноставна, но сепак е важна и некои луѓе треба да ја слушнат. Тоа може да им помогне да избегнат неволји, како во личниот живот, така и во бизнисот. Ке ги прочитам првите два стиха од глава 6. Синко, ако си зел одговорност за твојот ближен и си ја дал раката своја за друг, ти си се врзал со зборовите на устата твоја, фатен си со зборовите на својата уста. Овие зборови се однесуваат на ситуација во која еден човек гарантира дека неговиот ближен ќе го врати долгот кој го зел. Во денешен контекст, тоа се нарекува жирант.
Некои луѓе се одлучуваат на такво нешто без притоа добро да ги познаваат оние за кои гарантираат и се разбира, таквата одлука ги носи во неволја. Соломон вели, ако си зел одговорност за твојот ближен и си ја дал раката своја за друг, ти си се врзал со зборовите на устата своја, фатен си со зборовите на својата уста. Затоа направи, синко, еве што, за да се избавиш, бидејќи си паднал во рацете на својот ближен. Оди, падни пред нозете на блискиот свој и моли го. Соломон порачува, ако се најдеш во таква ситуација, моли го твојот ближен да го врати долгот. Тоа треба да ти биде еден од главните приоритети, бидејќи ако твојот ближен не го врати долгот, ти си во огромна неволја. Потоа вели, не давај им сон на очите твои и дремка на клепките своји, спасувај се како срна од стапица и како птица од птичар. Секој кој дал каква било гаранција за верноста на својот ближен, а ближниот не го платил долгот, е спореден со срна фатена во стапица и птица фатена во замка. Последните два стиха, темата која се обработува е трудолюбивоста. Овој пат, на слушателите и читателите им е даден позитивен пример, а тоа е мравката. Иако е мало животно, односно инсект, мравката има што да не научи, ако сме подготвени да учиме од неа. Оди кај мравката мрзливче, види ја нејзината работа и биди мудар. Таа нема ниту началник, ни настојник, ниту заповедник. Но ја приготвува храната лете, ја собира во време на жетва храната своја. Мравката е многу добар учител и ако ја наблюдувате, од неа можете да научите важни вистини. Едно од нештата кои можеме да ги научиме од неа е трудолюбивоста и посветеноста на работата. Следен пат кога ќе имате можност, барем за кратко време обидете се да наблюдувате како се однесуваат мравките и колку се посветени на работата. Не ми се верува дека ќе видите мрзлива мравка. Кога е време за работа, тие се целосно внесени во работата. Еден од најголемите гревови помеѓу христијаните е мрзеливоста. За жал денес постојат луѓе кои се нарекуваат со Христовото име, но воопшто не покажуваат желба за каква било работа или пак за созревање во верата. Како го минувате слободното време? Дали го проучувате Божиот збор? Ако имате слободно време, а го трошите на бескорисни нешта, време е да се поучите од мравката. Стихови 9 до 11. До кога, мрзливче, ќе спиеш? Кога од сонот ќе станеш? Малку ќе поспиеш, малку ќе подремеш, малку со скрстени раце ќе полежиш. И ќе дојде сиромаштијата твоја како патник и немаштијата твоја како разбойник. Мрзеливоста е грев од кој христијаните треба да бегаат што подалеку. За жал, мрзеливоста е грев и помеѓу некои од свештениците. Пред некое време разговарав со млад проповедник кој ми рече: мислам дека доволно време посветив на оваа служба. Веќе 3 години ја работам и мислам дека нема што друго да им кажам на членовите од мојата црква. Се чувствувам како пресушен бунар. Потоа продолжи и ми рече: а секојдневно минувам време во молитва. Го прашав: колку време поминуваш во проучување на Божиот збор? Не ми даде јасен одговор, но моја предпоставка е дека неделно минуваше по 1 до 2 часа читајќи ја Библијата. На некој начин, тој проповедник беше добар во се, освен во тоа што е најважно. Разговорот го завршив со зборовите: ако не се промениш, подобро ќе биде за тебе да ја напуштиш службата во црквата. Срамота е да проповедаш секоја недела, а да не минуваш време во проучување на Библијата. Во следните 2 стиха е опишан еден од грешните луѓе за кои родителите го предупредија својот син. Човек лукав, човек нечестив оди со лажна уста, намигнувајќи со очите, говори со нозете, дава знаци со прстите. Овие стихови се многу интересни бидејќи ни даваат до знаење како луѓето го покажуваат тоа што им се наоѓа во срцето. Кога некој има лукавство во срцето, таа личност ќе го покаже тоа преку зборовите, делата, луѓето со кои се дружи, местата на кои оди и слично. Ние христијаните треба да бидеме внимателни како го живееме нашиот живот,
за да не се најдеме во ситуација во која нашите устни го исповедаат Христос, а нашите дела го порекнуваат. Во срцето негово има подмолност. Тој смислува зло во секое време. Се е раздори. Затоа ненадејно ќе дојде до неговата пропаст. Наеднаш ќе биде сотрен и не ќе има лек за него. Немојте да мислите дека христијаните не можат да се фатат во ваква замка. Односно, во нивното срце да се роди подмолност, да сеат раздори и слично. Еден од начините на кои овие нешта можат да се јават во нашето срце е преку тоа што го слушаме и гледаме на медиумите. Ако не сте внимателни што гледате на телевизија или на интернет, сатаната може да ги исползува и тие средства за да го посее семето на злото во вас. На црквата денес и се потребни луѓе кои се посветени на Божиот збор и луѓе чии срца се чисти и горат за Бог. За жал, наместо такви луѓе, некои од црквите, особено оние на запад, промовираат млади луѓе чија главна преокупација е да ја следат најновата мода, да бидат познати и прифатени од другите. Моje лично убедување е дека тоа е една од причините зошто некои локални цркви не можат да напреднат. Не можеме да си играме со Бог. Во посланието до Галатјаните 6:7 пишува: не лажете се, Бог не е за подигрување. Што ќе си посее човекот, тоа и ќе си жнее. Ако сееме во телото, ќе жнееме во телото. Од друга страна, ако сееме во духот, ќе жнееме вечен живот. Никој не може да се подигрува со Бог. Бог од нас очекува да живееме свет живот. Со други зборови, тоа значи дека треба да живееме според тоа што го исповедаме. Ако исповедаме дека веруваме во свет Бог, тогаш од нас се очекува да бидеме свети во нашите мисли, зборови и дела. Имам еден пријател кој е член на група на луѓе што ја промовираат светоста како важна особина на христијанскиот живот. Човекот е прекрасен и го сметам за доста близок пријател. Пред некое време разговаравме и во љубов му реков: го ценам вашето движење, но имам една забелешка за некои од луѓето кои се дел од него. Забелешката ми е во тоа што тие толку зборуваат за светост, што заборавија како се живее свето. Се надевам дека ние нема да ја направиме истата грешка. Со тоа доаѓаме до крајот на денешното проучување. Се наоѓаме во средината на глава 6 и следниот пат ќе продолжиме таму каде што застанавме денес. Всушност, во следното проучување ќе размислуваме за 7 нешта кои Бог ги мрази. Да, добро ме слушнавте. Има некои нешта кои Бог ги мрази и следниот пат ќе зборувам за нив. Се надевам дека ќе ни се придружите. Дотогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Nis Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.